Стојанче вчера замина на 3-месечен третман во Кина. Семејството пред заминувањето за жал не успеа да ја собере потребната сума од $15,000. Недостасуваат повеќе од 800,000 денари за терапијата, која според најавите на кинеските лекари влева надеж за осамостојување на Стојанче. Сметките се уште отворени, значи може се уште да се донира. Највише сум благодарен на граѓаните на град Велес, значи на обичните граѓани. До сега од фирмите поголемите во Велес нема инвестиции никакви донирано. Многу мал прилив. Можам да кажам дека има 2-3 фирми повише донирано од Скопје, него овде поголемите фирми од градот. Сепак апелирам до граѓаните и до фирмите, ако може да се соберат средства, за да моето дете успее да се врати во некој подобар изглед и кадар, за да може да самостојно барем некои работи да ги врши. Учениците од Средното општинско училиште Димитрија Чуповски, кои ја одиграа представата Вообразен болен, му ги донираа на Стојанче парите од продажбата на влезниците. Велат дека задоволство било да се игра пред многобројна публика, која, како и тие, реши со скромни средства да го олесни лекувањето на Стојанче во Кина. Искрено бев изненадана од многобројната публика кога ја видов кога прв пат застанав на сцената. Иако некако неочекувано, сепак мислам дека целта на некој начин беше скоро завршена и она што го добивме од сите тие посетители навистина не можеше да се замени со ништо друго. Искрено сакам да му посакам на Стојанче многу среќа пред се таму каде што ќе отиде на лекување и сакаме сите да се врати здрав и жив и да чекори заедно со нас. Од Средното хемиско велат дека донираната сума е скромна, но донирана од срце. Подготвени се да помогнат секогаш кога ќе биде неопходно. Решивме да представата која што ја изведовме за патрониот празник да изведеме повторно, меѓутоа овој пат со хуманитарен карактер, се со цел значи да му помогнеме на Стојанче во лекувањето и на некој начин да допринесеме во собирањето на тие финансиски средства кои што мора да признаеме дека не се мали средства, меѓутоа иако нашата сума која што ја собравме е скромна, сепак се надеваме дека на било кој начин ќе успееме барем малку да го олесниме одењето во Кина. Нашето училиште понатаму стои отворено за соработка и за вклучување во хуманитарни акции од овој тип. Викендов известна сума за Стојанче донираше и навивачката група Гемиджи. Благодарни на граѓаните и полни со надеж, семејството Димовски замина во Кина со една единствена желба – Стојанче конечно да ги направи своите први самостојни чекори. Порцеланци конечно ќе добијат паричен надоместок. Ова вчера им го соопшти министерот за труд и социјална политика и директорот на Агенцијата за вработување. По 5-годишната битка, правдата конечно ќе биде задоволена, вели министерот Спасов. Како влада и како Министерство за труд и социјална политика најдовме начин за да им помогнеме на над 70 стечајни работници од Порцеланка, кои што ги исполнуваат условите врз основа на Законот за материјално обезбедување на невработени лица при приватизација на предпријатија кои што се во мнозинска државна собственост, како и врз основа на судски пресуди. Овие над 70 стечајни работници ќе бидат набрзо исплатени. Средствата кои што се обезбедени во буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија се над 29 милиони денари. Решенијата се изготвуваат и наскоро треба да им бидат доделени на стечајните работници од Порцеланка, велат од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Исплатата ќе се движи некаде меѓу 18 и 19 декември. Меѓувреме ќе ги повикаме да донесат трансакциони сметки на кои што ќе им ги исплатиме овие средства. Некаде кога лицето цело време значи било невработено, значи не било никаде ангажирано работно, ќе добијат некаде околу 440.000 денари максимална износна сума. Тоа е исплата од еднашка што ќе ја добијат, а и во текот на јануар веќе ќе имаат право на месечен надоместок од околу 7.400 денари. Поранешниот синдикален лидер на порцеланци вели дека иако било тешко да се докаже дека биле стечени работници од државна фирма, сепак со заеднички сили со институциите успеале во тоа. Заедно ги собиравме документите, кој каде можеше и колку можеш, и ги собравме документите, едноставно и олеснивме на државата на основа документите со чисто срце или како да речам правно да не кршат некакви закони, ни ја донесе таа одлука. Тоа решавање траеше 5 години.
Мене не ми се допаѓаше времето, но пред се кај да најдев се повикува законот. Иако ја мислев од првиот ден дека ми следува, но они мораше да го работат да почитуваат законот. Вкупниот број на работници изнесува 105, а обештетување им следи и на оние кои во меѓувреме починале, но не и на оние кои не оствариле 25 години стаж на денот на понесување на барањето во Агенцијата за вработување. Подобрување на социјализацијата на децата и младите со посебни потреби е проектот кој Општинската организација на Црвениот крст ќе го реализира по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Проектот се реализира со цел подигнување на свеста кај населението за потребите на оваа категорија на граѓани. Во текот на изминатата година, децата од Дневниот центар за лица со посебни потреби и волонтерите од Велешкиот Црвен крст одржале неколку креативни работилници, од кои се создале дела кои ќе бидат изложени во чест на меѓународниот ден на лицата со хендикеп. Заедничкото дружење ќе се случи утре на 3 декември во просторот на медиотеката во градската библиотека Гоце Делчев во периодот од 10 до 12 часот. Инаку ова е соработка на Црвениот крст и Комерцијална банка. Локалната самоуправа распиша јавен оглас за прибирање на понуди за анализа на квалитетот на животната средина. Општината ќе бара изведувачи кои ќе вршат мерење на емисии на бучава во животната и работна средина, квалитетот на вода за пиење, квалитетот на површинските води, отпадните води, како и емисија на гасови и цврсти честички во амбиентален воздух и емисии во почва. Понудите треба најкасно да бидат доставени до 5 декември 2013 година во 14 часот. Важноста на понудата има рок на траење од 90 дена. Во јавниот оглас се наведува и дека ќе биде користена електронска аукција при избирањето на најповолниот понудувач, кој ќе се бира по критериум на најниска понудена цена. Исто така локалната самоуправа објави јавен оглас за прибирање на понуди за набавка и монтажа на рекламни табли или паноа за потребите на општина Велес. И овде ќе се бира најповолниот понудувач кој ќе понуди најниска цена преку електронска аукција. Рокот на поднесување на понуди за овој оглас е исто така 5 декември, но до 13 часот. Програмата за изработка на урбанистички планови за 2014 година опфаќа низа на проекти како за домување, така и за создавање на услови за доизградба на индустријските зони, велат од владеачкото мнозинство. Со оваа програма е предвидено во 2014 година да се изградат 14 урбанистички планови, кои предвидуваат дефинирање на парцели за изградба на нови објекти, како и доградба на постојаните и нови сообраќајни решенија. Детален урбанистички план кој предвидува проширување на индустријската зона Речени. Овој план за површина од 20 хектари директно е во насока на економскиот развој на општината. Истиот опфаќа објекти за лесна и незагадувачка индустрија. 3 урбанистички планови за населените места Отовица, Оризари и Каласлари со вкупна површина од 40 хектари. Со овие планови е предвидено дефинирање на нови површини за мало стопанство, индустрија во Каласлари. Во оваа програма се предвидуваат и 5 урбанистички планови во населено место со вкупна површина од 88 хектари. Од советничкото мнозинство велат дека се предвидува и локации за изградба на индустријски објекти во кругот на поранешна Порцеланка, Свилари и на потегот од хотелот Монтенегро до фирмата Енмон. За местото викано Бабуна, планот предвидува современа месна кланица и месна индустрија Агрија. Со изработката на планот во населено место за езеро Младост ќе се дефинираат и површини за изградба на комерцијални објекти и викенд куќи кои се во насока на поголемо искористување на овој туристички комплекс. 12 измени и дополнување на генералниот урбанистички план. Овие измени овозможуваат изградба на стамбени згради на местото на гаражите на јавното комунално предпријатие Дерве. Во програмата за урбанизам се предвидува изградба на катна гаража во непосредна близина на градскиот пазар, како и изградба на објекти за мало стопанство во местноста викана Бабуна. За оваа програма, која советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на 12-та седница на Советот на општина Велес гласаше против, се предвидени околу 4 милиони денари. Од владеачкото мнозинство прашуваат поради која причина советниците од СДСМ гласале против оваа програма. Велат дека гласањето против овие урбанистички планови е крајно разочарувачки.
Од ноќеска на полноќ на бензинските пумпи во земјава ќе се точи гориво поскапо за 1,5 денари. Ова е најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Со зголемувањето на цените, 1 литар Евро Супер од 95 октани ќе чини 78 денари за литар. Цената на Евро Супер од 98 ќе изнесува 80 денари за литар. Се зголемува и цената на дизелот за 1,5 денар. Од ноќеска на полноќ ќе се продава по цена од 70 денари. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 2 денари за литар, ќе чини 59 денари. Малопродажната цена на мазутот М1 се зголемува за 1,289 денари за килограм и ќе изнесува 41,092 денари за килограм.